10 принципи за делување, борбата за правда и правна држава, крајот на партизацијата, подобриот животен стандард, силното образование, крајот на етничките конфликти, принципите кои премиерот Христијан Мицкоски ги представи за сплотеност во државата, се нешто што би го направил секој разумен политичар. Според познавачите, повикот сите заедно да се здружат за подобра иднина е нешто што требало се случи многу одамна. Пораката е доста издржана, поготово околу на прашање кога треба да престанеме да се делиме во табори, поготово во етнички аспект. Тоа ќе се направи со одредени заштити кои веќе ги има имплементирано во институциите на системот, каде што никој не би требало и не смее да биде обесправен, поготово не врз етничка, расна или политичка припадност, но најбитното нешто кон што мораме да се стремиме е барањето квалитет, барањето на стручност, на компетентност. Мицкоски испрати порака и до опозицијата да се реформира и да не биде веќе приврзок и параван на криминални политичари и да седнат заедно на маса со цел градење македонска платформа за заедничко делување во иднина. Според Александар Ристевски, во секоја нормална држава би требало власта и опозицијата да го прават токму тоа. Ова иницијатива која се повлекува е како потек. Ова иницијатива ќе стави до знаење да сватиме дали имаме намера да направиме функционална држава или се бориме само за своевидна гола борба за власт. Што сакам да кажам? Дискусија и дебата секогаш мора да има. Не смееме да се доведеме во ситуација да изиграваме мали деца. Дебатите, битките и различностите во ставовите се водат на маса. Мицкоски испрати порака до сите политички чинители да се здружат и обединат околу 10 принципи, оние кои е потребно да се реформираат и исчистат од криминалот и да ја прифатат оваа платформа.